Започнуваме со урбаните вести. Денешниот ден поминува во духот на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената. Прва Скопска на сите припаднички од понежниот пол им го честита празникот. Да ги проследиме насловите за денеска. 8 март Меѓународен ден на жената. За прв пат во општина Бутел организиран еден поинаков 8 март. 40% од жените се сексуално вознемирувани на работното место. Децата цртаа за своите мајки по повод 8 март. Нова сообраќајно едукативна акција на Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози женски, вози одговорно. Денес 8 март е Меѓународниот ден на жената. Насекаде беше одбележан со низа манифестации. Во прилогот што следува дознаваме повеќе факти за жените, но и хероините кои го направиле светот подобро место за живење. За жал, голем дел од нив никогаш никој не ги забележал. Овој ден им го посветуваме ним и на сите други жени во светот. Со низа манифестации посветени на жената, денеска се одбележува Меѓународниот ден на жената 8 март. Вообичаено на овој ден се подаруваат цвеќе и подароци. Статистичките податоци говорат дека 49,9% од населението во Македонија се жени и дека тие живеат 4 години подолго од мажите, а просечниот живот им е 77,4 години. Во однос на мажите поголем е и бројот на дипломирани жени, односно 58% или 4787, како и бројот на жени магистри, односно 58,9% или нивниот број изнесува 1107. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на жени доктори на науки изнесува 111 жени доктори на науки. Вредноста на увезеното свежо цвеќе минатата година изнесувала 959.013 евра, од кои 50,7% биле рози. Најмногу се увезува од Холандија и Еквадор. Жената 16% од своето време го троши на чистење на домот, на слободни активности 15% вработените жени, а невработените 21%. Меѓународниот ден на жената е ден кога се одбележува борбата на жените за економската, политичката и социјална рамноправност со мажите. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Во 1910 година во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се прославува Меѓународен ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година на 19 март 1911 година, овој празник по прв пат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе во Данска, Германија и Швајцарија. Од Марија Склодовска-Кири во 1903 до Светлана Алексиевиќ во 2015 година, ова се жените кои низ 112 години го сменија светот и добија Нобелова награда. Меѓу 1901 и 2017 година, Нобеловата награда била доделена 585 пати на 923 личности и организации. Наградата ја добиле 48 жени 49 пати. Сиве овие жени се дел од хероините кои го направиле светот подобро место за живење. Голем дел од нив никогаш никој не ги забележал. Овој ден им го посветуваме ним и на сите други жени во светот. Жени од различни професии денеска маршираа од Жена парк до плоштадот Филип II на вториот марш на женски права. Целта на маршот е да се испрати пораката дека родовата еднаквост е важен фактор кон постигнувањето на демократско и еднакво општество. Во организација на Платформата за родова еднаквост и активистките за женски права по повод Меѓународниот ден на жената, денеска од Жена парк започна вториот марш за правата на жените, преку плоштад Македонија, Камениот мост и заврши на плоштадот Филип II. Жените од различни професии кои денеска маршираа, порачаа да се отфрлат стереотипите и да се каже не на насилството и омразата врз понежниот пол и испратија порака дека родовата еднаквост е важен фактор кон постигнување на демократско и еднакво општество.
Снежка Илич од Реактор, истражување во акција, посочи дека иако жените ги надминаа мажите во образованието, и понатаму изостануваат од пазарот на труд и заработуваат помалку од мажите, а ги истакна и другите проблеми со кои се соочуваат жените. 34.000 жени во текстилната индустрија работат во нехумани услови, се игнорираат кога со месеци протестираат на улица и дури кога се вклучени во законски решенија, се оставаат дупки кои дозволуваат нивна злоупотреба. Во 2018 година во Република Македонија, за жал, имаме највисока доенечка смрт во Европа. Причините за тоа не треба да се бараат кај жените, туку во системот за здравствена заштита и здравствените услуги кои им следуваат, но секоја година се повеќе и повеќе се намалуваат и скратуваат. Во тоа што повеќе од 175.000 жени во Република Македонија немаат матични гинеколози во нивната општина. Во тоа што повеќе од 80% од жените ромки се наплаќаат ехо прегледите кои што треба да им следуваат и да бидат бесплатни. Во тоа што жените се третираат како животни во породилните сали. Кон маршот се приклучија и вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, кои истакнаа дека правата на жените се загарантирани и во Македонија, дека денес во Македонското собрание има околу 45% жени и борбата за жените не запира тука. Но наместо подароци и прослави, денеска сметам дека секоја жена и секој маж треба длабоко да се запраша што во минатата година направи за родовата рамноправност и што ќе направи во наредната година за родовата рамноправност. И само така ќе постигнеме едно еднакво општество кое што е инклузивно. Искрено веруваме дека само со силни жени со своји права кои што ќе ги штити државата, оваа држава ќе може и економски, и социјално, па и демографски да оди напред. Од тие причини, како влада дадовме предлог, а собранието го усвои, Македонија да ја ратификува Истанбулската конвенција. Вистинска грижа за жените, еден поинаков 8 март, е насловен целодневниот настан во општина Бутел по повод Денот на жената. Предавања за здравието на жената, како и бесплатни лекарски прегледи за над 200 жени од општината и од администрацијата беа направени денеска во просториите на општината. За жените кои живеат на територија на општина Бутел, како и за жените од администрацијата, денеска беше организиран целодневен настан поразличен од останатите, насловен Вистинска грижа за жените, еден поинаков 8 март. Имено во просториите на општината денеска од страна на доктори специјалисти беа извршени прегледи на над 200 жени од општината и од администрацијата во општина Бутел. Бесплатните прегледи за жените вклучуваат тумор маркери, физичко прегледување на градите, проверка на шекер и масноти во крвта. Докторите истакнуваа дека ваков вид прегледи се од голема важност за жените и за рано откривање на некоја болест и апелираат и другите да спроведуваат ваков вид акции, затоа што подобро е да се превенира отколку да се лекува. Јас мислам дека ова е прв пример каде што една општина организира за своите вработени за понижниот пол да се направат вакви прегледи. Тоа е повеќе од важно, затоа што, како што кажав, нашиот народ нема навика да прави редовни рутински прегледи и ова е една стимулација за сите општини и за сите граѓани од понижниот пол па и останатите да си прават редовни рутински прегледи, со што не само ќе се поттикне здравиот начин на живот, туку ќе помогнеме и на државата, значи да се направи превенција, да се заштедат пари. Тоа значи да не се употребуваат средствата од државата за лекување, кое што кошта многу повеќе, туку за превенирање. Повторно ќе кажам, ова е повеќе од потребно во секоја општина и за целото население во нашава држава. Освен прегледите, денеска се одржа и предавање за самопреглед на жените, за неопходноста од редовното правење на ехо прегледите, мамографските прегледи на дојка, пап тестовите и другите прегледи за женското здравје. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски истакна дека оваа година решиле 8 март да биде одбележен на еден поинаков начин, со цел да се зголеми свеста за континуирана заштита на здравјето на жената и здравјето на семејството и најави дека вакви акции ќе се организираат почесто во општината. Ние како општина сакаме да направиме нешто поразлично, да ги трнеме свирките, кафаните и јадењето на страна, денеска да обрнеме малце повеќе внимание за животот на една жена. Се надевам дека во иднина ќе практикуваме
повеќе вакви случувања, не само да чекаме еден празник за на жената да ја помогнеме, и се надевам дека општината Бутел ќе биде отворена во наредниот период за сите идеи кои што ги имаат невладините организации. Од невладината организација Алма, кои се партнери на општината во организацијата на оваа акција, велат дека се надминати нивните очекувања за жените заинтересирани за прегледите. Ова беше една идеја да го прославиме 8 март на еден невообичаен начин, значи не со поклон, него да им го пружиме на жените она што најмногу им треба, да ја покажеме вистинската грижа за нив и за нивното здравје. Одзивот до сега е задоволителен. Се надевам дека во иднина проектите што ќе ги работиме и акциите што ќе ги правиме ќе имаме уште поголем одзив и свесноста за здравјето на жените ќе се зголеми. Жените во Македонија се уште се соочуваат со дискриминација по основ на пол и род во сите општествени процеси, оценуваат од Хелсиншкиот комитет. Меѓу најранливите групи се посочуваат текстилните работнички, жените од руралните средини, жените ромки, жените жртви на насилство и жените со попречености. Од Хелсиншкиот комитет оценуваа дека жените во Македонија се уште се соочуваат со дискриминација по основ на пол и род во сите општествени процеси, без при тоа да имаат заштита на нивните права. Меѓу најранливите групи се посочуваат текстилните работнички, жените од руралните средини, жените ромки, жените жртви на насилство и жените со попречености. Според Хелсиншкиот комитет, ратификацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство, позната како Инстанбулска конвенција, е најзначајниот чекор што владата го има направено во борбата против насилството врз жените. Но неколкуте случаи на насилството врз жените се примери дека не функционира целосно системот за грижа и заштита. Од комитетот соопштуваат дека бараат од државата итно да започне со промена на законската рамка и собирање на статистички податоци за регистрирање на сите форми на родово базирано насилство, да обезбеди сервиси за жените и девојчињата жртви на насилство и да им обезбеди заштита на сите жени чии права секојдневно се прекршуваат. Представнички од секцијата на жени при Конфедерацијата на слободни синдикати со делење пропаганден материјал во центарот на градот се вклучија во одбележувањето на Меѓународниот ден на жената. Оттаму велат дека според статистиките 40% од жените доживеале некоја форма на сексуално вознемирување на работното место, а 31% секојдневно добиваат навреди за својата работа од предпоставените. При одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март се приклучи и секцијата на жени при Конфедерацијата на слободни синдикати. Според нив, голем е бројот на случаи на мобинг врз жените на работното место, но мал е бројот на оние кои се охрабруваат да го пријават тоа, бидејќи се плашат да не го загубат работното место. Статистиките покажуваат дека 40% од жените доживеале некоја форма на сексуално вознемирување на работното место, а 31% секојдневно добиваат навреди за својата работа од предпоставените. Во Македонија се смета дека рамноправноста е постигната, меѓутоа тоа е на хартија, реалноста кажува нешто друго. Жените се 12,5% помалку платени од мажите, за разлика од мажите во сферата на трудот. Представнички од секцијата на жени при Конфедерација на слободни синдикати денеска со делење пропаганден материјал во центарот на градот се вклучија во одбележувањето на Меѓународниот ден на жената. Секцијата на жени при КСС ја поддржува и Конвенцијата против родово базирано насилство, чија ратификација би допринела за унапредување на правата на жените. Средства во висина од 30.000 денари ќе донира општина Аеродром во женскиот фонд наменет за жртви на насилство, кои сакаа да ја напуштат насилната средина. Од општина Аеродром информираа дека целта на акцијата е да го сврти вниманието кон семејното насилство и да ја покрене јавната свест за ова прашање. Општина Аеродром соопшти дека ќе донира 30.000 денари во женскиот фонд наменет за жртви на насилство кои сакаа да ја напуштат насилната средина. Акцијата за собирање средства ја организира Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство на ниво на цела држава по повод Денот на жената 8 март, кој во себе носи своја символика и е синоним за борбата за правата на жените. Од општина Аеродром информираа дека целта на акцијата е да го сврти вниманието кон семејното насилство
правителство и да ја покрене јавната свест за ова прашање. Првичната помош вклучува храна, облека и медицинска документација за жените кои ги напуштаат насилните средини. Меѓу останатото, за нив се обезбедуваат извештаи од специјалисти и помош за ангажирање адвокат до моментот на добивање бесплатна правна помош. Во соопштението стои дека општината минатиот месец подпишала меморандуми за соработка со телото на Обединети нации за родова еднаквост и за јакнување на жените и со Националниот совет за родова рамноправност. Целта на соработката е да се изгради општина со еднакви можности за сите, со фокус на родовата еднаквост, како и родовото одговорно буџетирање. По повод 8 март во организација на Детскиот културен центар Карпош денеска се реализираше традиционалната изложба на деца од предучилишните установи на тема "Цртам за мојата мајка". На децата од градинките им беше представена и професијата дефектолог. Деца од сите градинки од Скопје, придружени од своите учителки, денеска во Детскиот културен центар Карпош беа дел од традиционалната изложба на тема "Цртам за мојата мајка". Како што информира директорката на ДКЦ Карпош Ружа Ѓоргеска, овој традиционален настан не подразбира само цртање, пеење и играње, туку ни забава ги учи децата уште од најмала возраст за значењето на 8 март. Во рамки на изложбата, на децата од градинките секоја година им е представена различна професија, која подеднакво добро ја работат и мажите и жените. Денеска, во рамки на програмата, низ песна и разговор за својата професија, зборуваше дефектологот Татјана Багеска. Денеска во Детскиот културен центар Карпош се случува една од најубавите работи, а тоа е кога и најмалите деца доаѓаат да разберат за значењето на 8 март. Имаме предходно организирано изложба со нивни цртези и честитки кои што тие самите ги изработуваат, секако со помош на нивните воспитувачки. И имаме забавен дел во кој што тие кажуваат песнички за мајката, за жените, за бабите и за сите оние кои што им се драги и кои што ги научиле во нивните градинки. Оваа година избравме дефектолог, кој што ќе им каже дека сепак, иако понекогат луѓето се различни, сепак се со исти чувства и со иста љубов кон сите деца. Она се вика Дарија Јазведа. А која градинка овде? Во 13 ноември кон Вера. Браво, денеска што ќе правите тука? Да, и ќе играм. Да, а денеска кој празник е, знаете? 8 март. На кого вие му честитавте 8 март? На баба ми. Браво. Ја нацртав мама, тато, јас и Хелена, сестра. Браво. А денеска кој празник е, знаете? 8 март денот на мајките. Им го честитавте 8 март? Да. Вози женски, вози одговорно. Ако возењето со максимална предпазливост е женски, тогаш јас сакам да возам женски. Ова е една од пораките кои јавните личности и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги праќаат во рамки на едукативната акција организирана за 8 март, денот на жената. Во соопштението се наведува да се биде жена возач воопшто не е лесна работа, бидејќи бројот на оние кои сметаат дека возењето е машка работа се уште е многу голем. Стереотипот дека жените се лоши возачи за жал се уште е присутен. Вистината е дека постои женско возење или женски начин на возење. Тоа е точно, но во суштина тие се многу внимателни возачи и кога ќе се најдат во сообраќаен метеж полн со неодговорни и со агресивни возачи, неминовно е да бидат перцепирани како некои кој не се вклопува во тој систем. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата наведува дека жените се доста внимателни, дисциплинирани и совесни возачи. Речиси никогаш не возат со брзина поголема од дозволената, не поминуваат на црвено и не возат под дејство на алкохол. Бидејќи за жал почитувањето на сообраќајните правила и прописи се докажува како неснооѓање и како женско возење, со цел да ги охрабриме жените возачи и да ги разбиеме сите стереотипи дека жените се лоши возачи,
возачи, а по повод денот на жената 8 март, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата организира сообраќајно-едукативна акција под мотото "Вози женски, вози одговорно". Акцијата ќе биде поддржана од голем број јавни личности од понежниот пол и ќе се реализира преку социјалните медиуми. Акцијата ќе биде поддржана од голем број јавни личности од понежниот пол и ќе се реализира преку социјалните медиуми, на кои повеќе од 25 познати и афирмирани личности од јавниот живот во Македонија, новинари, водители, пејачи, манекенки, глумци, артисти, доктори и професори ќе повикаат на одговорно возење и на почитување на жените како рамноправни учесници во сообраќајот. Целта е да се испрати порака дека жените представуваат позитивен пример како треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и како треба да се однесуваме во сообраќајот. Вечерва љубителите на класичната музика ќе имаат можност да уживаат во симфонискиот концерт "Женски приказни" во Македонската филхармонија, на кој солист е руската пијанистка од Германија Олга Шепс, а оркестарот ќе го води нашата диригентка Елена Митровска. Симфониски концерт насловен "Женски приказни" вечерва во Македонската филхармонија, на кој солист е руската пијанистка од Германија Олга Шепс, а оркестарот го води нашата диригентка Елена Митревска, која кариерата ја гради на европските сцени. Пред македонската публика пијанистката Шепс се представува со познатиот концерт за пијано и оркестар број 3 од Лудвиг ван Бетовен. На програмата оваа вечер се и Бетовеновата увертира Леонора број 3, како и избор од експресивни две свити Арлезијанка од францускиот композитор Жорж Бизе. Француската пијанистка Олга Шепс е активна како концертен пијанист не само во Германија, туку и во Русија и во Англија. Диригентката Елена Митревска во Скопје доаѓа од Овиедо, каде што во 2016 година е ангажирана како хормајстор во операта во овој шпански град. Формирање на локален совет за превенција во општина Карпош, донирање на прочистувачи за воздух, одобрени финансиски средства за лекување жител на општина Карпош во странство. Ова се дел од точките за кои советниците од општина Карпош на 8-та седница дадоа зелено светло. Советниците од општина Карпош донесоа одлука за формирање локален совет за превенција. Одлуката е донесена по презентација на представник од секторот за внатрешни работи Скопје за начинот на функционирање на советот за превенција. Советот подразбира поголема координација меѓу СВР Скопје и секоја општина на територија на градот Скопје за превенција на девијантни појави кои се санкционираат со закон. Во него може да членуваат граѓани, представници од невладиниот сектор, советници од локалната самоуправа и представници на институциите. За член на локалниот совет од општина Карпош е избран советникот Владимир Станивуковиќ. На 8-та седница на советот на општина Карпош се прифати и одлуката за донирање прочистувачи на воздух од страна на Друштвото за трговија SMS Shops Doel, Експорт-импорт Скопје и од Лукоил. Советниците ги изгласа и предлог решенијата за разрешување и изменување членови во управните одбори во градинките Пролет, Мајски цвет, Распејана младост и Орце Николов. На седницата се одобрија и финансиски средства за лекување жител на општина Карпош во странство во вредност од 120.000 денари, а се даде и согласност за доделување ребраст пластицифиран лим за покриви на семејства од социјален ризик. Денеска во Скопје имавме умерено облачно време со врнежи од дожд во утринските часови. Температурата достигна до 13 степени. Утре во Скопје не очекува умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 15 степени. Во сабота ќе имаме сончево време со температури од 2 до 17 степени. Во недела температурите ќе се движат од 5 до 19 степени, а во понеделник повторно облачно време со повремени врнежи од дожд со температури од 7 до 16 степени. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев заедно со дел од советниците при Советот беа во посета за Домот за стари лица Мајка Тереза во Злокуќани, со цел заеднички да го одбележат Меѓународниот ден на жената. Во разговор со нив, Богоев имаше можност да ги слушне нивните сеќавања за овој ден, како денеска ги поминуваат пензионерските денови и од колкаво значење им е комуникацијата со луѓето надвор од секојдневието. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.